Добра вечер, драги гледачи. Еве не во уште една емисија на Авантуризам. Моја вечерашна гостинка е Билјана Троевска-Ристевска и би ја замолила да ни даде кратка информација за себе и своето работење во туризам. Благодарам пред се за поканата. Чест и задоволство што можам да бидам гостин во оваа емисија. Конечно ево и туризмот преку вашата телевизија има повеќе минутажна емисија, за прв пат можеби. Мислам дека единствена која што еве темите од туризмот со сите добри и лоши страни ќе ги третира. Дипломиран организатор по туризам и угостителство. Многу сакам тоа да го потенцирам, затоа што јас сум од онаа последна генерација која дипломираше на факултетот за туризам и угостителство во Охрид, кога тој факултет беше еден од двата најпознати во таа држава, на територија на 6 републики и 22 милиони жители. Некако кадрите кои што излеговме тогаш, можеме и денес да се пронајдеме и да се најдеме во делот на туризмот се уште активни. Меѓутоа, тогаш таа наставен план и програма по кој што ние учевме и дипломиравме беше толку целисходен колку што сега можете да ги соберете сите наставни планови и програми од сегашните факултети во оваа Македонија. И сепак нема да бидат толку силни колку што беше таа програма. 20 години во туризмот, дел во теоријата како професор, дел во реалниот сектор како представник, меѓународно исто преку проектниот менаџмент, меѓутоа еве сега во невладиниот сектор. И некако ми е најдобро кога говорам и делувам преку невладиниот или граѓански сектор, затоа што не сте оптеретени ниту од една страна и едноставно сте коректор на она што се случува во професијата, во дејноста во која што сте внесени и активни. Така да еве Институтот за одговорен и организиран туризам како невладина организација од 21 година, ентузијастички од 5 жени да речам, формиран мои колешки за организиран и како одговорен и организиран. Самото име си дојде со сета она проблематика која што се појави после најтешкиот период во туризмот, а тоа беше ковид пандемијата. Навистина единствено, и мене ми е жал што во јавноста тоа толку не се експонираше од страна на сите чинители во туризмот, да се каже дека единствено туризмот како дејност е 100% зависна од патувања кои што во тој момент беа целосно затворени. Не постоеше туризам ниту на меѓународно, ниту на национално ниво, така да она што од 2009 година како sustainable или одржлив развој цело време се развиваше и од глобалните, односно меѓународни организации, и ние како на национално ниво и од теоријата и од праксата тоа го практикувавме, се покажа дека не е доволно. Значи, во тој момент многу беше побитно одговорноста да се лоцира и организираноста за да може да се извлече дејноста од таа длабока кома во тој момент, како што беше, отколку да се одржи. Така да еве Институтот за одговорен и организиран туризам е на таа основа формиран. Мислам дека сме се уште во една кома, бидејќи сега ги имаме проблемите со патните исправи кои на некој начин не се решени. Јас имав гости кои имаат закупи, кои не знаат дали ќе ги исполнат своите обврски, бидејќи посетителите или туристите кои треба да го користат тоа не се во можност. Знаете како, после пандемијата, значи ударот беше голем. Вие имавте во еден ден да ви се затвараат, еве ако сме веќе кај тој сектор туристичките агенции, без разлика дали сте incoming или outgoing, значи вие имавте во еден ден да ви се затвараат по 20. Јас тогаш бев во реалниот сектор и знам точно. После тоа сето она 20 мислам дека до септември 22 беше
пандемијата официјално, после отпочна некој развој, меѓутоа следниот период они фактички го надоместува она што го изгубија во претходните 2 години. Така да ова што сега вие го кажувате со проблематиката околу патните исправи, не им дава, ама воопшто ниту да почнат со наново со реализација, како би можеле да се реорганизираат или да може да надоместат. Така да, знаете како и во светски рамки се користеше тој термин recovery, rebuilding, reopen. Значи, тоа не беше случајно. Вие, например, јас, како што ги следев ситуациите, Луфтханза беше една од мислам таа е една од најпознатите и сега авиосообраќајни компании, која што е најпозната во туристичките движења, меѓутоа она беше прва која кажа до 2026 ние нема да се опоравиме. Од 26 ќе почнеме со опоравување. Сега замислете кога тие тоа го прават врз база на анализи, лабински анализи во компаниите, не ги прават од денес за утре ад хок. Визер најави намалување. Така е, значи, ако тоа го кажала најпознатата европска компанија, значи вие рачунајте ние како мал пазар или пазар кој што скроз беше уништен, да не речам од ковид пандемијата, ќе ни треба плюс 2 од тоа што тие ќе се, за да излезат од кризата, recovery, како што кажуваат тие, ќе им треба. Така да мислам дека недоволно од сите засегнати страни. Кога викам засегнати страни, мислам и на институциите, мислам и на приватниот сектор, мислам и на граѓанскиот сектор, вработените во туризам, образовните академски институции. Не се направи доволно за прво да се извлече поука од сето тоа што ни се случи, а друго и да последиците бидат многу помали за да се отпочне еден нов тип на туризам, зашто ние сакале да признаеме или не сакале, после пандемија туризмот не е веќе исти. Едноставно како да преживеме. Во сите облици, прво потребите на потрошувачите, туристите се видоизменети. Значи, не се патува веќе премасовно во големи групи. Тоа готово, заврши. Индивидуалното, аранжманското, се повеќе доаѓа до израз во помали групи, на пократки периоди, затоа што и динамиката на животот тоа си го наметнува. И од тие причини викам дека сите засегнати страни во туризмот, туристичката индустрија во Македонија скоро и ништо да не направија. Пандемијата направи да едноставно се намали работната сила од сите сегменти, меѓутоа и сегашната ситуација доведува до тоа дека кај нас нема доволно добра платежна моќ за да го задржи тој персонал и тој бега по Хрватска, околните земји. Едноставно имаме и проблем веќе со персонал. Еве сега читам денеска во Охрид ќе доаѓаат од истокот. И јас искрено да ви кажам, тука грешката ја гледам системски. Прво, ние имаме училишта, средни училишта за туризам и угостителство, кои што ги имаат сите профили. Сега, тие профили, кои што ние како кадар ги произведуваме, фактички во моментов, како што вие кажавте, ние ги произведуваме за надвор. Што е она што треба државата? Затоа викам системски. Значи државата, институции треба да го направат. Треба законска форма која што на сите работодавачи ќе ги обврзе. Прво, да им се даде можност на сите келнери со средно образование завршено во матичната држава, значи при вработувањата, при огласите, значи да стои таму со завршено средно угостителско училиште келнер или готвач или помошник готвач, мислам сладкар, како ги имаме сите профили. Во таа ситуација мислам дека они ќе бидат обврзани. Прво нашата работна сила која што се произведува тука да ја вработат, а после некој ако има желба или имаме хиперпродукција да си ја бара среќата надвор. Тоа што е со платежната моќ, не знам колку е реално, искрено. Работодавачите треба да си направат еден навистина
она добра проценка, дали тоа им се исплаќа да носат од не знам од каде, кај што треба и сместување и храна да бидат обезбедени, или подобро им е нашиот кадар да го користат, меѓутоа јас тука ја гледам грешката само системски. Значи да им се не да се наметне, тука не се наметнувате, ако е законска форма, законска, он мора да ја почитува. Нема тука што. Ако тоа се исцрпи, тогаш може, например, да се бара од друга страна. Се е во системот. И јас сметам дека доколку системски е поставено онака како што треба работењето во туризмот целосно, кога викам туризам, значи мислам и на туризмот и угостителството, тие се под система кои што го прават главниот систем на туристичката индустрија. Значи, и едниот и другиот, доколку се со законска форма заштитени, значи легислативниот дел го имате, надзорот го имате, сите стейкхолдери ги имате, тогаш значи пирамидата на делување ви е јасно поставена и вие нема што да отстапувате од тоа. Вие само едноставно ги следите чекорите онака како што се поставени за да добиете резултат. Не се во овој момент, јас имав еден стручен труд со кој што учествував 2019 година на меѓународна конференција во Врњачка бања и бев единствена тогаш која што беше од реалниот сектор представник. Тоа беше одржлив развој во туризмот и засегнатите страни. И верувајте, значи повеќето беа од високообразовни институции и јас они отидоа со тој пристап да само да ги пофалат високообразовните институции и нивните програми за развој на туризмот. Меѓутоа не е така во реалниот сектор. И јас бев единствена која што кажав тамо и мојот стручен труд е тоа, Sustainable of Development of Tourism, значи дека не постои социјален диалог меѓу засегнатите страни во туризмот. Да, дефинитивно. И ги набројав. Значи, немате вие соработка помеѓу институцијата, помеѓу образовниве, како да кажем, и високостручни училишта и останатите, вработените во туризмот, работодавачите во туризмот и невладиниот сектор. Значи, немате. Во што и да направите споредба, вие ќе наидете на голема дискрепанца. Значи, не постои. Произведувате кадар, не го вработувате. Значи, прво пазарот на трудот ви е дисбаланс. Она што се произведува, вие може и сами да приметите. Значи, јас не случајно кажав дека во таа Југославија имаше 2 факултета, кои што на 22 милиони, а ние имаме сега производство на високостручен кадар, кој што 4-5 факултета колку ги има. Значи, истите тие како потенцијал во науката, затоа што да не заборавиме, туризмот е дел од економските науки. Значи, нешто кога е научно има методологија, има методи на развој, на раст. И вие кога имате таков пристап научен, значи, треба до сега ние во туризмот не 2,5, не 3,5 милиони ноќевања. По некоја емпириска проценка, во зависност од другите држави, ние сега треба да имаме од 7 до 8 милиони ноќевања. Ако Белград ги има 3,5 милиони ноќевања, само Белград, сега некој ќе каже, ама Белград е 2 милиони колку што е цела Македонија. Ама Белград има само еден концепт во понудата. Значи City Break-от, односно градскиот дел од туризмот, со сите оние пропратни елементи, ноќен живот и слично. Меѓутоа, вие ја имате цела држава на потенцијал, каде што може да понудите премногу концепти и содржини и повторно не можете да дојдете до повеќе од 3 милиони ноќевања. Затоа викам, премногу е дискрепанцата голема во несоодветност во соработката помеѓу сите засегнати страни. Кога се носи решение, без разлика, законско, системско, во деловниот кодекс на однесување помеѓу сите, доколку имате согласност од сите страни, тоа решение ви е бенефит на долг рок. За нормално функционирање,
да појдеме од највисокото ниво, државните служби, кои сметам дека не се соодветно пополнети со кадар кој е од туризмот, доведува до тоа да тоа немаат перспектива во смисла на тоа долгорочни програми, да се упати што, да се види што не штима, да се поправи тоа. Едноставно сметам дека нашиот туризам се одвива сам од себе некако, без некоја логика и без некои причини да некој размислува дека, пак ќе кажам, е тоа бизнис и дел кој носи бенефит и на самата држава. Со самото тоа што кажавме дека е дел од економските науки, значи неговото делување има одреден профит. Значи тоа е и целта. Вие партиципирате во бруто домашниот производ како дејност со одреден процент. Колкав е тој процент, искрено не можам да кажам, затоа што немам никогаш добиено точни податоци. Некои викаат 2,3, некои викаат 5, меѓутоа додека не ги имаме точните бројки, не можеме да кажеме колку е точно. И релевантно. Така е. Тоа е до институциите. Значи ние сме застапени со еден сектор во Министерството за економија. Секторот делува така како што делува, поготово во последните години. Знам дека последниот советник кој што беше за туризам во секторот веќе е во пензија, на негово место. Тој ми беше гост. На негово место нема никој друг оставен е, и тоа што вие вас чувство дека се движи развојот на туризмот по една инерција, ви е точен. Значи, еве јас како долгогодишен работник во туризмот и од она теоретската страна која ги гледам работите, некако оставене да се случува по принцип на случајност. Значи, ако се случи, се случи, ако дојдат туристи, нека дојдат, државата нема формирана понуда, институциите, јас не ги гледам искрено да ви кажам. Мене ми е само едно, например, чудно, како може, Македонија е членка на Светската туристичка организација од 95-та година и за тоа се плаќа чланарина. Министерството за економија, значи, ниту еднаш преку секторот не сум видела и дали не нашли за сходно, и кога сум барала, да имаме ние некој извештај што точно ние таму правиме, значи како членка. А толку многу, например, еве сега после пандемиски, они имаат одреден фонд за стартапи. Имаат одреден фонд за академија за талентирани, например, луѓе кои што дипломирале, ученици кои што завршиле средно, академија која што продолжува таму и се стекнува со одредена сертификација која што понатака може да му биде многу поважна него факултетската диплома. Потоа има надпреварувања за најдобро село. Значи, со одредени бенефиции. Португалија, последната е која што доби прва награда, и ние нигдека не нема. Тоа е едното. Друго, не знам дали знаете, стратегијата која што беше таква каква што беше од 16-та година, беше до 21-та, мислам, со некоја важност. Но нема донесена. Па се пролонгираше. Во таа стратегија 2016 година, јас тогаш бев во реалниот сектор и ја добив, бев учесник на самата промоција. Цело време, може би беше и тоа добро, затоа што ја дојдов од теоретскиот дел, тогаш бев професор, дојдов во реалниот сектор и сега професорски очекувате да се последователно работите, значи ги имате показателите, индикаторите, сегашната состојба и препораките за натака, што е тоа со динамиката дека треба да се реализира. И се цело време додека ја читав таа стратегија, некоја австријска компанија ја имаше правено, очекував да дојдам до тие фази. Значи, стратегијата беше исклучиво само на база на индикатори кои што се случиле. Значи, колку бил туризмот, во кој дел, како. Дури имаше и едни податоци кои што во ниеден поглед не се совпаѓа, дека имале соработка со приватниот сектор и тогаш беше комората кај што јас бев представник нагласена со 200 членки, што не беше вистина, и дека истите партиципирале во донесување, а никој не бил не консултиран.
И тогаш кога изреагиравме од комората и јас лично, ја повлекоа, па нешто дополнија и ја прилагодија до 21, меѓутоа никогаш не заживеа. Стратегијата е некој пишан документ, барем кај нас до Така сега, е. на кој нема реална основа и во суштина никој не кажува или не проверува дали и таа стратегија што е направена таква каква што е, во суштина е реализирана или не е. Тоа само кажува дека токму она што го напоменав, се движиме едноставно сами од себе, Така е, без значи било јас ви реков каква... да вие сосема ви е чувството исправно и ја истото го потврдувам дека се движи по некоја инерција, меѓутоа тој несериозен пристап, јас повторно кажувам кон нашата дејност и професија, што ако е донесена стратегија, значи таа сега да не употребам милитаристички речи, меѓутоа таа е од висок калибар документ кој што треба да се следи баш Да се спроведе, ако не се спроведе, зошто не е спроведен? Да се спроведе и ние баравме да тоа биде долгорочно, значи од 10 до 15 години, меѓутоа со ануелни планови или годишни во која што точно ќе се одреде динамика, значи временска динамика, која што ќе ги следи сите тие зацртани, да не речам сега проекти, меѓутоа сите тие активности кои што ќе доведат до конечен раст и развој за тие 10 до 15 години. Можете се плюс да направите, меѓутоа тоа да ви биде баш патека по која што ќе мора да се движите. За жал немаме такво нешто. Ви кажав, таа беше до 21-а, немаме нова. Од 19-та навака и не знам дали воопшто нешто Неколку знам сега се нема случува во тој дел, така да еве се надевам дека некој повторно ќе види дека таков документ не е потребен. Она што мене дефинитивно ме боли, тоа е дека ние немаме некоја политика на развој на туризмот на Македонија. Зборувам и за луѓето кои во Македонија живеат, кои не си ја знаат сопствената држава, нема некои програми во кои од средните школи па натака би се запознавала државата, а да не кажам дека немаме некоја програма во која со некои бенефити на агенции, бидејќи ние немаме класични incoming агенции кои се бават само со тоа, да сопствената земја водиме политика дека треба да ја посетува туристи. Тоа е она што секогаш ние као студенти уште тоа ни беше укажано, дека за да биде целовит туризмот, вие мора да ги имате домашните гости, значи домашниот туризам да го развивате и оној што е посета на странски гости. Ако сакате да ја имате целата дејност. Кај нас не знам дали сте приметиле по статистичките показатели кои што ги покажува Заводот за статистика, со таа методологија од 2 месеци наназад, растот на домашниот посетата на домашниот туризам оди многу малку, значи 0,5, 1. Тоа значи дека таму исклучиво е понудата можеби индивидуална. Јас имам впечаток дека е индивидуално. Тоа дека немаме incoming агенции, јас секогаш кога разговарам во сектор туроператори, таков бар имавме, и туристички агенции, од секогаш сум била застапник на тоа, incoming агенциите и outgoing воопшто не е исто. Значи ние како дејност сме за разлика од сите други, кај нас извозот е загуба, додека кај сите останати извозот е добивка. Затоа викам дека она што е во најава, ако се оствари, сега деновиве тоа го слушнав, дека Министерство за туризам ќе биде во една од програмите, барем така е промовирано, многу ќе биде битно ако се формира за еднина секторот туризам, туроператори и туристички агенции, тој дел добро да го разработи, значи да ги диференцира туроператорите и туристички агенции исклучиво кои се incoming, дали таму ќе има државата бенефиции спрема нив
со даночни олеснувања, субвенционирања, какви ќе бидат и слично, во ред, и оние кои што се исклучиво outgoing. Значи, outgoingот на пазарот ќе си биде побарувачка и понуда, исто како и останатите услужни дејности во трговијата. Мора да се каже дека работењето на домашен туризам бара некоја инвестиција, бидејќи тоа не е едноставно, треба да се обработи туристичката тура, пропаганда, материјали пропагандни и сето тоа. Од друга страна, имаме агенција за промоција на туризам. Јас не ја сваќам како промоција, бидејќи не видов, да речеме на некој од сајмите, да оваа година е Охридскиот регион, па следниот Беровски регион, па дека ние не сме само Скопје и Охрид туристички дестинации, него цела Македонија. Не е направено ништо во рамките на тоа да се направи повеќе од тоа да едноставно имате развој и на останалите делови. Значи, освен тоа што нормално би се направило како понуда, треба развој на тој дел. За развој на тој дел пак треба државата да има свој удел во помошта на тоа. Да не кажам дека развојот на руралниот туризам кај нас е на најниско ниво. Значи, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот е системско тело, значи финансирана е од државата. Она што јас сметав дека Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во основа треба да го прави е тоа да пробие нови пазари, кои што во странство, кои што ќе бидат секогаш различни, меѓутоа водени од она што е во глобални рамки познато за 30 години однапред. Ако вие знаете дека иницијативни пазари кои што треба да се во следните 30 години се кинескиот, јужнокорејскиот, јапонскиот, значи треба да ги насочите деловите на промоција или пропаганда во тој дел за да придонесете што поголем број туристи. Сајмите се уште форма, за жал и во оваа дигитализација, меѓутоа добро ете, можеби таа флуктуација на тие сајми помеѓу едни и други туроператори е поблиска, па се уште се активни и атрактивни, стои. Таму треба промоцијата која ја правите на понудата секогаш да биде целисходна. Сега, државата тука треба да определи кои концепти и содржини ќе ги промовира надвор, а не региони, значи цела држава ја опфаќа. 2017 година Факултетот за туризам од Охрид имаше една многу добра студија за југозападниот регион направено. Таа студија не знам зошто помина така како што помина заедно со Министерството за економија сектор туризам. Изнаоѓање индикатори што точно е она што туристите ги привлекува за повеќе бројност, меѓутоа и поголем број ноќевања. И имаше еден податок до кој што дошле дека туристите најчесто југозападниот регион, говорам и за странски и за домашни, значи тука не правиме разлика. И едните и другите го искажале тоа. Најнапред доаѓаат во тој регион под број 1 ради културно-историското наследство. 2 се природните убавини, значи нема диференцирање планина, Галичица, Охридско езеро и слично. Значи природните убавини и 3 е храната. Да, дефинитивно. Вазви се веќе издиференцирани концептите. И то со студија, како држава, вие ги имате. Треба само да ги инвестирате истите и таа агенција за промоција и поддршка на туризмот да ги пласира надвор за целата држава и да ги пробие тие нови пазари. Значи, вие ќе кажете сега, па ние овој месец или не знам како беше пред 2 дена слушнав дека ќе дошле холандските туристи во не знам колков број во Охрид, па они идали 80-тите години на минатиот век. Значи тој пазар ние сме за нив познати. Да, меѓутоа не сме понудиле ништо ново. Така.
и доаѓаат субвенционирано. Меѓутоа, вие ако сакате да се развивате и некако да го подигнете нивото, значи веќе ви се издиференцирани концептите преку студија, инвестирајте ги во нив, нудете ги надвор и на домашен терен исто агенциите кои се incoming, значи понудете го, ако е културно-историското наследство, направете таков продукт кој што и домашните ќе може туристи да го користат. Затоа сметам дека инвестицијата од државата е неопходна и во капацитети во државата и во човечки ресурси, секако, меѓутоа тука треба точно да се постават работите која е улогата на секој, телото, например, АППТРМ, кое што беше, тоа е последната алка во претходно сите алки за да се направи производот туризам. Значи, сето тога, таа е она која што треба да фактички да ги донесе на некој начин. Многу пати сум кажала, Македонија нема место кој нема свој специјалитет. Не се нашло начин тоа да се понуди. Биодиверзитет кој го имаме е единствен во рамките на европските простори. Јас со дискусо знам луѓе кои едноставно доаѓале да видат одредени пеперутки или одредени видови на растенија и животни кои ги нема на друго место, единствено тука. Не понудивме ниједна можност во светот е сега интересно да дојде во село и да го живее нивниот живот, да молзе крава, да види како се прави сирење. Тоа го нема то никај. Тој начин не бара многу инвестиција, бара само организираност. За жал не успеа. Повторно доаѓаме до тоа дека треба системски или таа, што кажав претходно, соработка меѓу сите засегнати страни, да се постави на една здрава основа за сите ова да може да се реализира. Кога ние тоа го имаме, се може да се реализира и како со Македонија барем е толку богата со потенцијал од сите видови концепти, може и сите видови содржини да се понудат, само треба добра да се организираат сите овие засегнати страни и проблемите да не се ставаат под тепик и да не се приоѓа кон истите и решавање на истите со импровизација. Значи, од тоа е веќе преза сите нашиот сектори, дејност и како сакате кажете. Јас имам една програма која упорно пробувам да ја реализирам, меѓутоа наоѓам на голем отпор. Тоа е туризам низ легенди. Место во Македонија кое нема своја легенда не постои. Основната работа во туризмот е приказната која ќе го привлече гостинот, и едноставно не функционира. Јас го земав како пример Крале Марко, кој е на овие балкански простори и буквално може да се поврзат сите балкански земји со таа приказна која е препознатлива и кај нас во Македонија и било каде во овој простор. Разработивме храна Крале Марко. Тоа е нешто што значи дека се јадело нешто што било во тој век, а немало, да речеме, после тоа храна донесена од Америка. Разработивме сувенири, разработивме туристички тури, разни специјалноста на таа програма е што на секој од членките, тоа се правни лица, едноставно ти пробуваш да им најдеш начин како да привлечат гости и да имаат работа. Програмата не беше препознаена кај соодветни луѓе кои треба тоа да го направат и едноставно ќе остане само на хартија. Само на хартија. И јас имав неколку предавања во Србија, во Хрватска, еве сега се подготвувам во Словенија. Беше препознаена и србите, да речеме, бидејќи сме со авторско право, измислија нивни лик на тој начин. И ја применуваат. Може би ја применуваат многу повеќе него од вие како креатор. Ете, и тука ја наоѓам таа несоработка и меѓу државните институции, и меѓу, еве, како се вика, приватниот сектор, да го поддржи сето тоа, па да излезе некако на површина, да го стават во програмата.
па доаѓаме дека немаме диференцијација помеѓу incoming агенциите и овие кои што се outgoing. Например, таа програма една агенција може комотно да ја стави и цел ден може да биде. Дефинитивно. Значи, вие имате фактички факултатива од еден ден која што може добро да ја презентирате, но и да ја наплатите. Значи, основата е тоа. Сето тоа ви носи бенефит. Меѓутоа, таа, кажувам, несоработка и недоволна комуникација меѓу и пристапот кој што е од едни и од други во туризмот е навистина недоволен и доаѓа до тоа што доаѓа, да се што се промовира и останува на хартија. Би начнала уште една тема која мислам дека кај нас недоволно функционира, тоа е инспекцијскиот дел. Прво, мислам дека не може ни да функционира, бидејќи немаме здрави основи на кои што би требало да укажува и да проверува дали тоа се спроведува, а од друга страна мислам дека без таков чин на инспекција која ќе каже ова не е одработено како треба или се казнува поради тоа и доведува да размислуваш многу добро што правиш и дека треба да одговараш за тоа што не си го направил, едноставно не дава можност да тоа функционира како треба, него пак ќе кажам, се одвива само од себе. Јас како представник на реалниот сектор многу имав такви ситуации кога имав пријавувања од одредени патници, например, дека програмата не му е спроведена, дека наишле на некој проблем, па сега пријавиле. И сега они пријавуваат, ние имаме еден инспекторат, тоа е Државниот пазарен инспекторат. Меѓутоа, Државниот пазарен инспекторат е за сите дејности. Значи, не е само за туризам. И сега Моје треба да има посебен. Така е. Значи, вие како професионалец во туризмот, кога ви го кажуваат, например, проблемот со итинерерот, што им е како патник, што им е плюс наплатено или не се задоволни нешто, вие одма може да препознаете дали е точно, дали не е точно, кога одите на контрола, што да исконтролирате кај агенциите, и одма може да видите и да знаете за што се работи. Се ние какви ситуации имавме? Значи, ние имавме ситуации да инспекторите во Државниот пазарен инспекторат се истите кои одат на терен да исконтролираат парфимерија, маркет и туристичка агенција. Што е сосема несватливо. Значи, вие во парфимеријава ќе побарате декларација, ќе побарате рок на употреба, рок на производство, исто како и во маркетите, и можеби тоа ви е доволно, затоа што вие сте пазарен инспектор кој што имате економски факултет или некој друг, меѓутоа немате туризам. И се истото одите и го разгледувате во туристичкава агенција која што ви пријавила дека од патник не е задоволен или има некој пропуст, и сега вие го гледате итинериров и ја гледате програмава, ама не ви е ништо јасно. Зашто дали има факултатива, дали има трансфер, што им е предочено, дали се општите услови за патување, кои што се исто така деловен акт внесени, дали им е кажано, подпишале, објаснето сето тоа. Значи, сосема, да не кажам, посебна писменост треба кога одите на контрола во туристичка агенција, за да видите дали е тоа така или не е така по пријава, а сосема и поинаку кога одите во парфимерија и во маркет. Не да сметам, него исклучиво мислам дека е неопходна. Дури јас би била и поригорозна во тој дел, не би отишла инспекција, него полиција, туристичка како во Турција, која што има за цел и веднаш да казнува. Зашто, например, инспекцијава прво опомена дава, па после таа опомена оди на разгледување во комисија во Министерство за економија, тоа проаѓа не знам колку време, и додека таа комисија донесе одлука, отишле година, две и не знам и дали ќе биде нешто битно таа одлука.
Затоа сметам дека од исклучителна важност е постоење на надзорен орган. Затоа и на почетокот реков дека ние мора да ја имаме прво базата во туризмот, основата, законската легислатива, законските акти, а после надзорот на истите. Како истите се спроведуваат. Така да тоа е повеќе од неопходно. Ние сме за жал малце при крај, да не испадне помина некако времето. Да не испадне дека само лошо зборуваме за туризмот. Така. Дај ми некоја тематика од твоето искуство и од она што е да функционира како треба. Па видете, јас се надевам искрено и како дел од невладиниот сектор многу често знам да бидам во дел со луѓе од меѓународен карактер, мислам туризмолози од Португалија, Шпанија, Бугарија и некогаш кога кажувам како ние нешто, например, спроведуваме и како нешто правиме, они прифаќаат гостопримливоста ни е на прво место, да, кога дошле тука. Така да, ако нешто најмногу имаме и ако со нешто можеме да се пофалиме, е Македонија целосно. Препознавањето по двете личности кои што се нашија светски и за кои што сметам дека треба така уште повеќе да ги потенцираме, а тоа е Мајка Тереза и Александар Македонски. Така да ние само заостануваме организацијски, каде што државата доволно не ни се посветува, а иначе како потенцијал имаме се. Јас се надевам дека тој потенцијал што го имаме на некој начин ќе доведе до некоја свесност, да прво профункционира на државно ниво, да се стават работите на свое место и да се знае точно, пак ќе напоменам дека треба одреден бенефит на тие кои се бават со incoming туризам. Без тоа мислам дека нема да мате. Јас неколку пати во емисијата можеби нагласив дека сум поборник за incoming агенциите да имаат посебен третман. Да се одвоени едноставно. Посебен третман и ако се формира тоа Министерство за туризам, секторот да си издиференцира што е приоритет, затоа што инкамингот е стратешка оперативна задача за една држава, додека аутгоингот си е на пазарот по своја волја, односно понудата и побарувачката си го контролира. Познато е дека афинитетите кон Македонија се на многу земји и во туристичкиот дел се случува тоа да едноставно доаѓаат и се понашат како да се во своја земја, со свој водич, своји видувања на кои ги пренесуваат на туристите и тука дефинитивно е исто еден проблем кој ние не го решивме и треба да се стопира. По мене тоа се прави на граница. Добивате водич, Јас мислам она што го констатиравме дека доколку се смогне снага да се формира таа туристичка инспекција или полиција, како би била, основна задача ќе биде прво тоа да го реши. Тоа е еден голем проблем по мене и тоа е нешто што на некој начин не само што е несфатливо, него недозволиво. Никако. Недозволиво. Вие може да си имате ваш водич, меѓутоа со влегување во државата вие сте обврзан да имате водич туристички на таа држава, лиценциран, со лиценца, во властена организација која што тоа го прави, овластена од државата. Како секаде во свет. Ништо повеќе, ништо помалку. Вие само преведувате во таа земја и ништо повеќе од тоа. Само толку. Дали тоа ви се допаѓа, не се допаѓа, дали е тоа нешто што сметате дека треба или не треба, тоа е веќе... Тоа е принцип кој што го практикува секоја нормална држава, мислам еве во западниот свет, така да ние ништо нема повеќе или помалку од тоа да бидеме. Апсолутно, тоа е што треба да го кажеме по мене на некој начин. Има уште многу да се говори, меѓутоа јас мислам дека за друг пат. За некоја друга емисија. Да можеме. Јас себе да се одјавам да им кажам на гледачите дека следната емисија
верувам дека ќе биде исто интересна, бидејќи намерата ми е да донесам студент кој е на туристичкиот сектор, да ги видиме видувањата на младите. Може. Благодарам уште еднаш за поканата, ми беше чест и задоволство.